Добар ден, почитувани скопјани и скопјанки, почитувани представници на медиумите, почитувани представници на Сдруженијето на слепи лица во Република Северна Македонија. Градот Скопје денеска потпишува меморандум со Националниот сојуз на слепи во Република Северна Македонија заради поефикасно остварување на социјалната грижа за слепите лица, нивната поголема мобилност, вклучување во општествените текови и јакнење на социјалната сигурност на слепите лица. Со овој денес потпишан меморандум, Националниот сојуз на слепи лица во Република Северна Македонија се обврзува да подготвува извештаи за работа на град Скопје за состојбите поврзани со економската и социјалната сигурност на слепите лица, а заради потреба од адаптација со цел отстранување на пречките, обезбедување на достапност до информациите, како и јакнење на правата на слепите лица во нашиот град. Овие извештаи град Скопје ќе ги користи за унапредување на своите програмски активности кои што се однесуваат на подобрување на условите на слепите лица во Скопје. Во изминатиот период градот и Сдруженијето, Сојузот, всушност имавме интензивна соработка во насока на поддршка од страна на градот на овој сојуз и во таа насока со реконструкција на физкултурните сали во средните училишта Михајло Пупин и Здравко Цветковски беа обезбедени спортски реквизити за слепи и слабовидни лица, при што во Михајло Пупин беше изградена и една тактилна патека. Обезбедивме поддршка за спортски манифестации, како што е традиционалниот 13-тот ноемвриски шаковски турнир и голбол над преварот. Дополнително обезбедуваме и бесплатни слободни легитимации за јавниот превоз за 320 корисници на членови на Сдруженијето на слепи на град Скопје, воедно организираме и групен превоз до излетнички места за членовите на ова здружение. Посветено работиме на унапредување на квалитетот на животот на слепите лица во нашиот град и на лицата со оштетен вид, при што во континуитет преземаме мерки кои што ќе овозможат непречена комуникација, непречено движење, целосно вклучување на овие лица во општеството. Новост која што ја внесуваме во квалитетот е отварањето всушност на првиот дневен центар за слепи лица и лица со оштетен вид, кој што е помогнат, чие што функционирање всушност е помогнато од нас како институција. Благодарност од град во името на град Скопје, јас се надевам дека и во иднина ќе имаме вака плодна соработка, се со цел да ги унапредиме и така тешките услови за овие наши сограѓани и да ги внесеме инклузивно во сите процеси во градскиот живот. Благодарам.